Цар Самуил е решен во 2019 година, ама власта тоа го криела повеќе од 3 години со образложение дека се чекало да се заокружи процесот на политичките прашања и тактизирале кога да се објават усогласените текстови, признава министерот за надворешни работи Бујар Османи. Потврдува дека во моментов се зборувало како тие текстови и содржини за честување на кои се согласиле двете страни ќе се внеселе во историските учебници, ама го одбегна прашањето дали со ова сме се согласиле дека Самуил е бугарски цар. Цар Самуил е решен во 2019, не сега. Значи во 2019 се решени Свети Кирил и Методи, Климент Охридски, цар Самуил. Тоа се решенија кои 2019, почеток на 2020 ги договориле како текстови историските комисии. Многу со лесноти ова го одговарате дека дојдени сме до фаза дека се е решено, треба само да се согласат работите околу учебниците. Меѓутоа тоа ќе значи тотална ревизија на историските учебници на Македонија. Ма не е така, не е така. Не е така, не е така. Значи во 2019 е договорена содржината за овие 5 историски личности кои што ги спомнав. Сега зборуваат за методологијата како и дали истиот текст или во која форма ќе се препорача на учебниците. Тоа што ќе решат историчарите, тоа ние ќе го прифатиме како влада. Османи одбегна да одговори која е историската личност за која говори бугарскиот премиер Кирил Петков, ако работата за цар Самуил е завршена работа. Сепак побрза да се оправда дека македонската влада била исто толку транспарентна како и бугарската, иако впечатокот во јавноста е сосема поинаков со оглед дека клучните работи ги соопштуваат од Софија. Шефот на дипломатијата не гледа потреба да реферира пред пратениците, секогаш кога ќе се најави дека е постигнат напредок во одреден сегмент, како што бараше опозицијата. Иако од ВМРО ДПМН предупредуваат секојдневно дека власта е подготвена за национално предавство, Османи смирува, немало простор за загриженост. Ако ме слушнале опозицијата минатата недела, реков, во моментот кога ќе бидеме во позиција да кажеме дека имаме разбирање за сите аспекти, бидејќи нашиот пристап е или све е договорено или ништо не е договорено. Значи нема да се договориме на парчиња, за да можеме да идеме во собрание за секој договорен елемент. А откако бугарскиот премиер Кирил Петков најави дека руски агенти работеле против добрите односи меѓу Македонија и Бугарија, и Османи денеска со информација дека оваа недела луѓе од институции од земјава се јавувале во Бугарија кажувајќи дека не е потребен целиот ангажман. Во следните неколку дена Османи и неговата бугарска количка Теодора Генчовска повторно ќе се сретнат, ама и овој пат во Брисел. Прогнозите биле дека политичките преговори биле во финална фаза.